Полициски хеликоптер со над 45 тони вода. Нова еурегулатива ќе ги зголеми цените на производите. Ryanair со $300 милиони во Тирана. Повеќе од 1/3 од бизнисите во ја користат онлайн рекламирање. Трчањето не го зголемува ризикот од повреди на колената. Ниту еден македонски универзитет во топ 1000 на светската ранглиста. Полицискиот хеликоптер на Министерството за внатрешни работи денеска активно учествуваше во гаснење на неколку пожари на тешко пристапни терени во северниот дел на државата, во близина на селата Лојане, Табановце и Јажинце, Ораше. Со прецизно изведени налети, во текот на денот беа исфрлени повеќе од 45 тони вода, што помогна во локализирање на пожарите и спречување на нивно проширување кон населените места. Благодарение на брзата и ефикасна интервенција, избегната е поголема материјална штета и спречена е потенцијална опасност по животите на граѓаните. Акцијата е уште еден доказ за важната улога на полициските сили во заштита на населението и природата. Од 30 декември 2025 година стапува во сила новата регулатива на Европската Унија за спречување на уништување на шумите, со која значително ќе се заострат условите за увоз на земјоделски суровини и преработени производи. Според регулативата, повеќе нема да биде дозволен увоз на стоки поврзани со сеча на шуми по 31 декември 2020 година. Ова ги опфаќа не само тропските региони, туку и европските шуми. Засегнати се 7 клучни суровини: кафе, какао, палмино масло, соја, говедско месо, дрво и гума, како и производи направени од нив, чоколада, мебел, кожни торби и други. Компаниите ќе мора детално да го документираат потеклото на суровините, вклучувајќи GPS локации. Непочитувањето на правилата може да доведе до казни, забрани за увоз и конфискација на стоката. Иако целта е еколошка, заштита на шумите, трговците и производителите предупредуваат дека ова ќе значи зголемени трошоци и бирократски товар, особено за малите производители во земјите од глобалниот југ. Експертите предвидуваат дека цените на многу производи во супермаркетите би можеле значително да пораснат, а можно и намалување на понудата на органски и етички сертифицирани производи. Авиокомпанијата Ryanair ќе инвестира $300 милиони во својата нова база во Тирана, каде што ќе бидат стационирани 3 авиони Boeing 737-800. Оваа инвестиција ќе поддржи повеќе од 3000 работни места, вклучувајќи и околу 100 нови позиции за пилоти и кабински персонал. Во летната сезона 2026 година, Ryanair ќе нуди над 450 неделни летови од Тирана до 33 дестинации во 13 европски земји. Меѓу нив се и 10 нови рути до градови како Бирмингем, Даблин, Милано, Малта, Неапол, Пескара, Познањ, Трст, Торино и Верона. Дополнително ќе се зголеми фреквенцијата на летови кон постојни дестинации како Лондон, Бари, Прага, Стокхолм и Варшава. Со отворањето на базата се очекува капацитетот на аеродромот во Тирана да достигне околу 4 милиони патници годишно. До 2030 година, Ryanair планира да го зголеми бројот на базирани авиони на 6, да отвори 20 нови рути и да превезува над 5 милиони патници годишно, под услов да се задржат поволни услови и ниски такси. Извршниот директор Майкл Олири изјави дека компанијата бележи силен раст во Албанија од влезот на пазарот во 2023 година и дека новата база ќе придонесе за економијата и туризмот. Директорот за операции на аеродромот, Пиер Виторио Фараби, посочи дека ова е резултат на големи инфраструктурни вложувања, вклучувајќи продолжување на пистата и зголемување на капацитетот на терминалот. Ова ќе биде првата постојана база на Ryanair во Албанија, со што земјата ќе стане клучна точка на мапата на европскиот воздушен сообраќај. Според најновите податоци од Евростат, само 32,6% од компаниите во Европската Унија инвестираат во платено рекламирање на интернет. Највисок процент е забележан во Малта, каде што 60,4% од бизнисите користат дигитални кампањи, додека Финска и Кипар се блиску со околу половина од компаниите што вложуваат во онлайн реклами. Најмалку дигитално рекламирање има во Романија, Полска и Португалија. Најчесто користена техника за прилагодување на интернет рекламите е контекстуалното рекламирање, кое користи информации за содржината што корисникот ја прегледува. Овој метод го применуваат 76,8% од компаниите кои плаќаат за реклами. Друг популарен метод е геотаргетирањето, што овозможува реклами прилагодени според локацијата на корисникот, а третата честа стратегија е таргетирање според однесувањето на корисникот, базирано на претходните активности и интереси.
Покрај нив, 45,3% од компаниите користат и други напредни форми на таргетирање, како демографско таргетирање и ретаргетирање, со цел поефикасно допирање до потенцијалните клиенти. Овие податоци укажуваат на растечки тренд на дигитално рекламирање во ЕУ, но и значителни разлики помеѓу земите членки. Времето во земјава ќе биде претежно сончево со повремена облачност, а температурите ќе бележат постепен пораст. Според прогнозите, минималните температури ќе се движат од 16 до 20 степени Целзиусови, додека дневните ќе надминуваат 30 степени Целзиусови. Најтоплиот период се очекува кон крајот на август, кога на повеќе места температурите ќе достигнат од 36 до 38 степени Целзиусови. Краткотрајна нестабилност со облаци и дожд е најавена околу 27 август, но без значително освежување. По таа дата, повторно ќе преовладува стабилно и топло време. Метеоролозите апелираат до граѓаните да бидат внимателни во најжешките делови од денот, да пијат доволно течности и да избегнуваат директна изложеност на сонце, особено за време на екстремните температури. Вистина е дека трчањето е достапна и ефективна вежба, но создава влијание врз зглобовите, особено колената. Сепак, вистина е дека нема докази дека предизвикува артритис. Вистина е дека колената се прилагодуваат на трчањето и дека редовното трчање може дури и да ја подобри функцијата на зглобовите, бидејќи движењето поттикнува подмачкување. Вистина е дека површината на трчање е важна, меки површини ги штитат зглобовите, додека бетон и асфалт создаваат поголемо оптоварување и можат да предизвикаат повреди. Вистина е дека носењето со одветни чевли, редовниот одмор, постепеното зголемување на растојанието и силниот мускулен корсет се клучни за заштита на колената. Вистина е дека штитниците за колена можат да помогнат кај лица со артритис, а добра исхрана и стречинг дополнително ја подобруваат издржливоста и спречуваат повреди. Вистина е дека трчањето на тркачка лента е порамномерно и поамортизирано, што ги намалува ударите врз зглобовите, но за подготовка за трки е важно да се тренира и на надворешни површини. Вистина е дека слушањето на телото и препознавањето на болката се важни за превенција на повреди. Прекумерното оптоварување без одмор може да доведе до сериозни проблеми. Вистина е дека секој тркач треба да ја пронајде својата оптимална рутина, со постепено зголемување на интензитетот и дистанцата, за да го зачува здравието на зглобовите и да ужива во долгогодишно трчање. Ниту една високообразовна институција од Македонија не се најде меѓу првите 1000 универзитети во светот, според најновата ранглиста на најпрестижни академски институции. Овој резултат повторно ја потенцира потребата од сериозни реформи во високото образование. Од регионот, највисоко рангиран е Универзитетот во Атина, меѓу 301 до 400 место, додека универзитетите од Белград, Загреб, Љубљана и Нови Сад се позиционирани во рангот 301 до 1000, што ги става далеку пред македонските. Според експерти, главни причини за слабото рангирање се ниската научна продукција, недоволната вклученост во меѓународни проекти и слаба институционална поддршка за истражување. Полициски хеликоптер со над 45 тони вода. Нова ЕУ регулатива ќе ги зголеми цените на производите. Ryanair со $300 милиони во Тирана. Повеќе од 1/3 од бизнисите во ЕУ користат онлайн рекламирање. Трчањето не го зголемува ризикот од повреди на колената. Ниту еден македонски универзитет во топ 1000 на светската ранглиста.